Колеги, преубаво е на плоштад Македонија ова утро, сончево, топло, а ветрот дополнително допринесува да ни биде пријатно, само да ви кажам. Добра. Не е северен, убаво ни е многу. Раздвижено е на плоштад Македонија и забележувам дека има насмевки и тоа е добро дека сонцето придонесе за позитивна енергија, она што ни недостасуваше. Сега она што го најавивте вие за хероините во туризмот, во продолжение ќе разговарам со Ивана Пецалева Брдаровска, Светлана Ѓоргон Боцевска и Марија Митреска. Тоа се три прекрасни дами кои што ќе придонесат другите дами да се охрабрат и да станат предприемачи и да вложат во домашниот туризам. Добро утро! Добро утро, како сте? Ние сме одлично расположени. Ивана, како ќе допринесеме другите жени да сакаат да вложат во домашниот туризам и како ќе го направат? Супер, прво сакам да ви се заблагодарам, второ исто така, оваа цел, овој настан прво што го организираме е како еден киков за да докажеме дека навистина жената е лидер, таа е борец, таа е она се што може да кажеме пример за успешност. Зошто една жена што се занимава со некаков занает, мал бизнис, да не проба да влезе во тие води на туризмот. Тоа ние сакаме да го направиме. Сега првично со овој настан. Да повикаме што повеќе луѓе, мислам во случајот жени хероини, да ни се приклучат, да дојдат, да раскажат својата приказна, што знаат тие да прават и да видиме ние како може да ги интегрираме во една туристичка понуда. Ова е многу интересно. Кој се може да се приклучи, кои жени може да учествуваат и како ќе стигнеме до нив, всушност, нели? Тоа е најважно. Така, бидејќи палетата на професија е многу голема и туризмот е една многу интересна гранка, посебно од економски аспект, што може да придонесе, да ги внесе, ги охрабруваме сите жени, како што спомна мојата колешка Ивана, дали станува збор за жени кои што приготвуваат храна, дали се тоа жени водичи, дали се тоа жени кои што имаат свој занает, хоби, дали се тоа раскажувачи на приказни, значи сите, буквално сите жени можат слободно да присуствуваат и секако барателите на тие услуги се туроператорите кои што всушност ги носат странските туристи, но секако ги охрабруваме и домашните агенции кои што и нашите луѓе тука во Македонија можат да ги посетат тие луѓе, да не видат само некој затворен круг за странските туристи. Марија, колку до сега се приклучија? До сега се приклучени, тоест регистрирани се околу 119 жени и очекуваме дека тој број ќе порасне па до 150. Да, и се надевам дека што повеќе ќе се охрабрат за да се пријават, за да учествуваат на овој настан, мислам да веруваат во себе, во тоа што го работат и така на тој начин мислам дека ќе придонесеме и за развојот на туризмот, пошто сепак ова е за туризмот, за тешкиот период што го помина туризмот, значи како да зајакне, да. Една од најпогодените гранки во поглед на пандемијата е еден начин како да зајакне, очекувате дека ќе придонесе и како ќе се случи тоа? Да, многу ќе придонесе, бидејќи ние колешките сите доаѓаме од туристичкиот сектор, од водечкиот туроператор Балкан Prime Tours и веќе со текот на годините по организирање на вакви патувања свативме дека туристот денеска не сака само да дојде да посети музеи, црква, џамија, сака нешто повеќе, нешто позначајно. Пример, средба со локалец или некоја асоцијација што придонесува да вкуси храна или пак да посети едно резбарско ателје, да проба да резбари исто така, или да отиде на работилница, една женичка исто така ни приготвува прекрасни сапуни од органско потекло. Тие сакаат тоа да го направат. Или например во Стара Чаршија имаме друга локална хероина, сме однеле женички, да кажам, да си прават од филигран прстенчиња, накит обетки. Тоа е тоа што сака да го направат. Тоа многу е тесно поврзано културата, историјата, традицијата, обичаите на еден народ, но со тоа навистина цел мозаик се
се склопува за една држава. Каква е една држава? Локалните херои, во случајот локалните хероини, се лицето на државата која ја представуваме. И ајде сега за сите што ги примамивме и што не гледат каде може да ве најдат настанот, кога ќе се случува, оти пренесеното искуство е најголемиот повик за сите оние кои што се мислат дали да се вклучат во вас. Така, значи сите се добре дојдени да се пријават првично на нашата веб страна heroinsintourism.org. Таму има и линк за регистрација, сепак ние сме и на социјалните мрежи, може да не пронајдете и на Facebook страната Хероини во туризмот, за да биде тоа поедноставно. Настанот ќе се одвива на 30 март, сега во среда, со почеток од 10:30 и ќе имаме прекрасна дружба со прекрасни спикерки кои што секако кога ќе го отворите страната ќе можете сами да се уверите. И само на кратко, Марија, кој треба да се слушне од сите оние кои што вели спикерки, оние кои што ќе бидат интересни да ги примамат хероините, да речеме, во претприемништвото? Кои се интересни да се слушнат? Мислам дека сите спикери што ќе бидат на настанот се интересни да се слушнат. Да споменеме неколку. Да споменеме неколку. Блета Бегу, потоа Ана Лабор, да, Spirit of Преспа, Левкија од Сдруженијето на крушевски жени. Значи, има многу, Барбара Садовски од Полска, Јустина исто од Полска, има туроператори, значи странски од Франција, значи има многу од Италија, значи сите вреди да се слушнат и мислам дека вреди да се посети настанот, вреди да се пријават. Јас, девојки, ви посакувам успешна работа, со лесно нека ви и овој ентузијазам нека ве држи и навистина посакувам да биде успешна асоциацијата Хероини на туризмот. Да, секако ви благодариме, пријатно. Поздрав од плоштад Македонија. Хероини на туризмот ќе биде една од асоциациите кои што погледнавте со колкав ентузијазам и пред се волја и желба ќе сака да допринесат да ја подкренеме малку една од најпогодените економски гранки туризмот за оваа година.